Библиска доктрина. Ово тромесечие ќе проучаваме тематиката соединување на небото и земјата. Четврток, 5 февруари. Само едно да се познава – Христос. Да ги прочитаме текстовите во Филипјаните 3 глава од 10 до 16 стих. За да го познавам Него и силата на Неговото воскресение и учеството на Неговите страдања, станувајќи сличен на Него во Неговата смрт, та некако да достигнам до воскресението од мртви. Не велам дека веќе го достигнав или дека веќе дојдов до совршенство, туку настојувам да го достигнам, зашто и мене Христос ме достигна. Браќа, јас уште не мислам дека го достигнав, но сепак правам едно. Го заборавам она што е зад мене, а се стремам кон она што е пред мене. Трчам кон целта, за наградата на горното призвание од Бога во Христа Исуса. И така, кои сме совршени, мислиме вака. Ако вие мислите и нешто поинаку, Бог ќе ви го открие и тоа. Но по она до кое достигнавме, според истото правило, и да бидеме едномислени. Кои се некои од главните мисли што ги изнесува апостол Павле во овој пасус? Секако нема ништо поважно тоа да се познава Христос, што ни гарантира дека Тој на крајот ќе не познае нас и ќе не признае пред Отецот. Ќе ги читаме текстовите од Евангелие по Матеј, 7 глава, 21 до 23 стих. Не секој што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во Царството Небесно, а оној кој ја врши волјата на мојот Татко, кој е во небесата. Мнозина ќе ми речат во оној ден: Господи, Господи, не пророкувавме ли во Твое име? Не изгонувавме ли бесови во Твое име? И не правевме ли многу чуда во Твое име? И тогаш јас ќе им изјавам: никогаш јас не сум ве познавал. Одете си од мене, вие кои правите беззаконие. Матеј, 10 глава, 32 и 33 стих. И така секој кој ме признава мене пред луѓето, ќе го признам и јас него пред мојот Татко, кој е во небесата. А кој ќе се одрече од мене пред луѓето, и јас ќе се одречам од него пред мојот Татко, кој е во небесата. А како ние го запознавме? Преку неговата пишена реч, читајќи ја и проведувајќи ја во животот. Ние не можеме да го познаваме лице в лице како што можеле неговите ученици. Но чудна работа. И покрај толку блиското познанство, тие сепак не успевале да ги разберат неговите зборови, што е нагласува нашата потреба Светиот Дух постојано да не води. Читаме во Евангелие по Јован, 16 глава, 13 стих. А кога ќе дојде Тој, Духот на вистината, ќе ве упати во сета вистина, зашто нема да зборува сам од себе, а ќе зборува оно што слуша и ќе ви навести за нештата што ќе дојдат. Колку повеќе го познаваме, толку поблиску сме до Него, бидејќи ја доживуваме силата на Неговото воскресение. Читаме во Филипјаните 3 глава, 10 стих. За да го познавам Него и силата на Неговото воскресение и учеството во Неговите страдања, станувајќи сличен на Него во Неговата смрт, која не воздигнува да живееме нов живот. Читаме во Римјаните 6 глава, 4 стих. И така, преку крштевањето во смртта, погребани сме заедно со Него, така како што Христос воскресна од мртвите преку славата на Таткото, така и ние да одиме во нов живот. Друг начин на кој му се приближуваме на Исуса е преку учеството во Неговите страдања. Читаме од Филипјаните 3 глава, 10 стих.
за да го познавам Него и силата на Неговото воскресение и учеството во Неговите страдања, станувајќи сличен на Него во Неговата смрт. Секое искушение со кое што се соочуваме, секое болно искуство што го поднесуваме, ни помага да го сватиме и повеќе да го цениме она ни што поминал Исус за нас, а исто така и појасно да го разбереме Него и Неговата волја. Третиот начин да му се приближиме е да се стремиме кон целта. Читаме во Филипјаните 3 глава 14 стих. Но сепак правам едно. Го заборавам она што е зад мене, а се стремам кон она што е пред мене. Трчам кон целта за наградата на горното призвание од Бога во Христа Исуса. Која е таа цел? Тоа е превод на збор што се користи само овде во целиот Нов Завет, во заграда скопос. Тој се однесува на целната линија на трката и на наградата што му се доделува на победникот. Павле ја нарекува дарот кон наградата на горното призвание од Бога во Исус Христос. Читаме во Филипјаните 3.14. Но сепак правам едно. Го заборавам она што е зад мене, а се стремам кон она што е пред мене. Трчам кон целта за наградата на горното призвание од Бога во Христа Исуса. Исто како што Христос преку својата смрт и воскресение се вознел на небото, Бог не повикува да ја примиме истата небесна награда вечен живот. Очигледно, се уште не сме го постигнале тоа. Ние нема да бидеме совршени во највисока смисла, се додека нашето понизено тело не се преобрази, за да стане подобно на Неговото славно тело. Читаме од Филипјаните 3 глава 21 стих. Кој ќе го преобрази нашето унизено тело, да се сообрази со Неговото славно тело, според дејствието на Неговата сила, со која може да покори се под себе. Но познавајќи го Него и повикувајќи го да биде постојано присутен во нашиот живот, секој ден, ние се стремиме кон целта да бидеме уште сега слични на Христа на секој можен начин. Тоа е едното на кое се сосредоточил Павле. Како кога трчаме трка, читаме во прво послание до Коринтијаните, 9 глава од 24 до 27 стих. Не знаете ли дека во тркалиштето трчаат сите тркачи, но само еден добива награда? Трчете така и вие, за да ја добиете. Секој надпреварувач се воздржува од се, тие за да добијат распадлив венец, а ние не распадлив. Затоа јас трчам така, не како кон неизвестно, и се борам така, не како оној кој го бие ветерот, туку го совладувам своето тело и го правам свој роб, та јас кој им проповедав на другите, да не бидам самиот непожелен. Не обрнуваме внимание на тоа до каде сме стигнале или кој не следи. Нашиот единствен фокус е на она што е пред нас, на таа небесна награда што не чека. Еве една предочена жива слика. Тркачот е целосно сосредоточен на целта, напрегајќи го секој мускул и наведнувајќи се напред во обид да стигне до целта што е можно побрзо. Зошто е важно во нашето одење со Господа да не се осврнувате постојано назад, барем не на вашите гревови и неуспеси, туку да се радувате на она што ви е ветено во Христа и токму сега.